Во 50-тите години од минатиот век, семејството Паунчевци било едно од најпознатите фотографски семејства во Охрид. Браќата Ристо, Александар Цанко и Владо Скитник се луѓето кои што преку нивните фотообјективи ги овековечувале многу настани од минатото и луѓе во Охрид. Фотографијата е уметност со која од заборав се чуваат многу спомени. Со фотообјективот многу мигови од животот остануваат трајни и заробени во вечноста. Црно-белите избледени фотографии или оние во боја се записи за минатото на еден град, неговите луѓе, за природата, настаните. Во историјата на Охрид се забележани имињата на неколкумина фотографи за наечии кои го вековечеле минатото на градот и охриѓани, меѓу нив се и браќата Паунче. Охридското семејство Паунче е едно од попознатите градски фамилии кои живееле во срцето на Варош. Но кон крајот на 19 век се иселиле оттаму и долго време меѓу охриѓани местото каде што се наоѓала нивната куќа го нарекувале Панчоно. Големата семејна куќа која е зачувана на една фотографија од крајот на 19 век била изградена на просторот каде што денес се наоѓа зградата на завод и музеј. Во записите за Охрид е забележано дека семејната куќа на Паунче изгорела во пожар. По овој настан, но и немирните историски времења во Македонија на почетокот од 20 век биле причините дел од ова семејство да се иселат од Охрид, раскажува за семејната историја Петар, син на Владо Паунче. Негде 1800 и некоја година биле едни од видните семејства. После тоа, веројатно ради војните, ради превирањата, Паунчевци се иселени од Охрид, дел. Останати сме, значи, само нашата фамилија која живее во Охрид и имат во Скопје една фамилија, Иван Паунче се викат, и, значи, во Македонија сме останати ние, ето колку, можда 10 души од нашата фамилија. Родни ни, некои подалечни, ги имат во Солун, ги имат во Софија, ги имат во Букурешт. И ден денеска, значи, во Букурешт тие се презиваат Паунчев. Петар Паунче раскажува дека во семејството на неговите дедо и баба Стефан и Пара Паунче се раѓаа децата Наде, Ристо, Александар и Владо. Тројцата браќа Паунче во средината на 20 век стануваат едни од најпознатите градски фотографи. Тајните на фотографскиот занает прв почнува да ги учи најстариот брат Ристо. Од 37 година Ристо почна да се занимава со фотографија во студиото на Мирослав Белјан. Студиото се наоѓало на Тарсија, кај хотел Белви. Од 40 година, значи, стрикоми заедно почни да работат со Јонче Поп Стефанија на плоштад. Му бил дуќанот кај денешна Летница, кај тука било дуќанчето. И во тоа време покажување од стрикоми Ристо, Цанко, Александар, кој се уште жив, сликале многу, значи тогаш идале војници во Охрид и се бавеле со фотографија. Оделе по плажи, ги сликале. Подоцна кон занаетот на братот Ристо се приклучуваат и двајцата помали браќа Александар Цанко и Владо Скитник. Од 42 година стрикоми ојд да му поможвит во дуќанот Фотолуна се викал дуќанот. Ојд во Фотолуна да му поможвит на Ристо и на Јонче. Така да одел претежно навечер. Претежно навечер, значи, пошто тој вика дека тогаш имало полициски час и до 12 викат. Работавме и моравме после тоа да затвориме и сијаме дома. Значи, тоа е 42 година. Во 44 година Ристо ојд во војска, а Цанко
застанувит на негово место, значи работет ортачки со Јонче Поп Стефанија. До негде 47 година. 47 година тогаш е Цанко во војска, а Ристо се враќат назад во Охрид и си продолжат, значи, повторно со Фотолуна до негде 50 година ми се чини, кога Стриком и Ристо заменуат во Скопје и отворат студио во Скопје, студиото му се викат Фотоклисаров, а Стриком и Цанко го отворат Фотолик студиото и тоаш се 53 година се приклучи татко ми Владо да му поможи на Цанко, тоест да си работе заедно. Фактички Фотолик студиото татко ми и Стриком ми функционират од 53 година на Почаршија, кај што е во близина на Фоторекс денешен. Тука било студиото, значи Фотолик. Првото студио и после 68 или 70, се не знам точно која година, се селет на ова локација овдека, кај што денеска ја живеам. Значи до 98 година 97 година му функционираше студиото. За тројцата браќа Паунче слогата била главна карактеристика која придонесла во нивната работа да бидат успешни и познати фотографи, раскажува Паунче за работата на својот татко и неговите стриковци. Јас никој пат не ги видов тројцата браќа да седнет и да се карет. Веројатно затоа што тој период кога тие се родиле и почнале значи да живеат, да работат, се знае дека Македонија живеела многу бедно, многу тешко и сиромашно. И веројатно таа сиромаштија ги сплотила сите да бидат сложни, останале многу млади, без едниот родител, без дедо ми. Значи дедо ми починал 47 година, а најстар бил во семејството Ристо, па Ристо морал да се грижи како глава на куќата за сите. Така да, веројатно, тоа живење ги сплотило и јас никој пат не ги видов да се расправат за било шо. Него седвеа, се договараја, разговараја и обично го слушаја најстариот, што ќе кажат. Браќата Паунче, Ристо, Александар и Владо во нивното фотостудио Лик овековечиле многу луѓе и настани. Во 50-тите години од минатиот век со фотоапаратите сликале во црно-бела техника, а на фотографиите сликале многу своји сограѓани, но и туристи и војници кои доаѓале во Охрид. Со својата работа зачувале од заборав многу моменти од животот на охриѓани. Се занимавали со уметничка фотографија. Доста ги сликал. Охрид е многу интересен од тој поглед. Значи, стариот дел на градот, архитектурата, езерото. Имам доста фотографии од стариот дел на градот и може да се види како бил тогаш, каков е сега, како се развиват
и буди многу спомени, значи тие фотографии. Доста куки ги немаат, урнати се, направени се нови. Меѓутоа то старото си остан вид и во идно време, значи планираме со брат ми и со фамилијава да направиме изложба, да ги овековечиме тројцата браќа. Значи од 37 година од кога почнале, па до 92-3 година, значи дур активно работеле, да направиме една изложба. Мислам дека ќе е многу интересна, затоа што доста добри фотографии има направено, интересни и имат, како да кажам сега, имат, значи, овековечено како се развил градот во тек на годините, како се менвеле така. То време ги викале за сите себапи, ги викале фотографите. Нели, немало камери, единствено нешто што останвело е фотографијата. И за сите себапи ги викале за сликање. Значи, од крчевки, од свадби, од одење во војска, од малу, можда морбидно ќе звучи, од погреби. Имам доста фотографии што се снимани и погребите. Чак и дома си имам фотографија од погребот од баба ми, кај што е сликан и овековечен. Тоаш било нормално да се сликат и нели тие слики му ги праќале на роднини, на пријатели, да каже дека едноставно блиските починале, да име доказ од хотелот Радич, од Турист, од Белви, има доста сликани. Стариот дел е претежно сликан, значи од Најано, од Цареишче, од библиотеката, кај што била, нели, тие старите охријани кен митницата, па се гледат кај што била мала, па се гледат кај што е доградена, па се до незиното уривање сега пред некоја година. И така, значи, имат слики од кулите, какви биле тогаш, како се распадвеле, какви се сега, колку бил мал градот, колку помало куки имало, сега колку е позбијано. Имат од Попарница слики, од Самуилова улица, пристанишчето, Светином има доста слики, пошто Светином, сите знаеме дека за охријани е така едно многу интересно место и претежно многу охријани го посетват Светином. Имат од Садиловци, имат фотографии, пошто стрина ми моја е внука на Садило и така да имаме доста, значи така и фамилиарно сме поврзани. Има доста слики од Климе Садило со тајфата. И од доста видни охријани во тој период, во тоа време. Не може да се сетам. Нека простет, ама... Подоцна во 60-тите години Ристо Паунче заминува во Скопје и го отвора фотостудиото Клисаров. Во јули 1963 со својот апарат ги овековечил случувањата од скопскиот земјотрес и разорнатиот град. Владо пак во Охрид направил слики од големото невреме кое го зафатило градот во 1963 и поплавите 1962 во Притокопје, денешна Воска, но и од бројни историски настани и посети на државници кои се случиле во Охрид. Во меѓувреме татко ми има доста слики овековечено од градов.
едни од најпознатите се охридските бранови. Од невремето 63 година, значи тогаш е најголемиот бран биден во Охрид и тоа татко ми го имат овековечено. Тој, како да кажам, настан. И тие слики се доста распространети, може да се најдат во некој од рестораните охридски, значи во Чун денешен имат слика од најголемиот бран во Охрид, што е таа е дело на татко ми. Да, во 63 година, татко ми е 63. Татко ми е еден од ретките, ако не и единствен, што ги имат снимано и фотографисано поплавата во Воска и во Лескајце. Таму, мислам во Охрид, таму е најмногу и погодено, нели, тој дел од градов. Татко ми најмногу беше воодушевен од кога ги сликал браноите, пошто тој викаше дека тоаш многу дувало ветар, многу тътнело, дека беше така зимски период, можда ова време, сега не знам точно, може март месец, викат многу тътнеше и многу скоро, викат, вода имаше до на площад денешен, до таму, оче било многу јако. Тој кажувате и се гледат и од фотографиите дека преку капетанија имат фаљана вода. Значи, ако знаеме дека капетанија е околу 6 метри висока, значи браноите достигвеле по ударот и до 7-8 метри нагоре. Имаме фотографии од пешчани, со проструите, со мрежа и со чуноите. Имат исто од Охрид, на Сараишće исто имало мрежи. Имат, значи, исто и фотографии, некои куки што се запалиле, па е фотографисано, документирано и така. Кенет Каунда го имат по мисли чин 79, не, 80, мисли чин дека дојде во Охрид, или 81, не знам која година. Имат од првото црковно заседание што било во Охрид 68 година, мисли чини, дека е билено. И ако не грешам, тогаш е устоличен Доситеј, првиот владика македонски. Доаѓањето на Тито го имат сликано с трикоми, пошто тој период, сега јас не знам која година е, тоа сигурно 53-4 година, тоа татко ми бил во војска, значи с трикоми Цанко, тој го имат овековечено тој момент кај идал. И така, имаме доста слики, значи, стрико ми викат дека бугарите кога биле, значи, во време на војната во Охрид, дека нон-стоп правеле паради. Значи, се строеле на площати, имат и такви моменти, кај што се овековечени тие војските што доаѓале тој период во Охрид и се сликани такви настани. Браќата Паунче имале свој фотостудио лик во Охрид, прво на площадот, а подоцна и во чаршијата во близина на пазарот. За да направат добри фотографии, браќата Паунче сликале со врвни фотоапарати, раскажува Петар. Тоа време, пошто сликале со руски апарати, со Зенит, со Фет, со Зорки, и как што така напредвеле, почвеле да купват и германски апарати, купеле лајки во тоа време.
али претежно апаратите што ги имат се така, руски и имат италијански, као обично на сите фотографи професионалци, омилен апарат му е Leica. Leica е еден од најдобрите апарати што е направен, значи подобар апарат од него немат и ден денеска. Јас имам апарат од 40-тите години што е Leica, што функционираат безпрекорно ден денеска. Владо Паунче покрај сликањето на луѓе се занимавал и со уметничка фотографија. Фотографирал настани во Охрид, ги сликал и прекрасните предели на планината Галичица. Сликал во зима и во лето, а многу патувал и низ светот. Патувал низ Европа и Африка, па неговите пријатели му измислиле прекари песна, раскажува синот Петар, и во тоа време Владо станува урбана легенда. Имат доста анекдоти поврзани за татко ми, доста шетал и поред прекарот што му е даен скитник, па му измислиле песна другарите. Па песната вели каравела лета накрај света, а во неа еден чуден битник што се вика Владо Скитник. Најмногу ми се чинит имат од Африка, кој бил со доктор Буцик биле заедно. Во Тунис биле, ја таму за да кажи дека бил таму, донесле песок од Сахара, деме кај донесовме. Па претежно патувале низ Југославија, тогашно, значи од Лјубљана, од Загреб, од Белград, оделе во Чешка. Имам фотографии, значи со Ставре Маленко доста патувале тоа време. Татко ми имал фичо и со фичото си оделе и до Чешка, а на враќање застанувале Загреб, Белград, Лјубљана. Никој пат не зажелил, него беше многу среќен, почел сакаше нели да шетат, нонстоп шеташе, нонстоп одеше по други градови, сликаше по планини. Галичица му беше едно од омилените места, и не само нему, него на сите охриѓани, али Галичица имат прекрасни предели, што едноставно ти го земе здивот кој ќе погледнеш од озгора. Браќата Паунче биле мајстори на својот занает со уметнички усет за фотографирање, раскажува Петар. Браќата го сакале својот занает и добро заработувале се до појавата на современата технологија, напоменува Петар. Пред да дојде колор фотографијата, тие научија на техника, значи тие сите слики ги ретушираја. Татко ми беше добар ретушир мајстор. Значи тоа ги поправет сликите денеска што ги поправет во Photoshop и во Lightroom, тоаш ги поправеа рачно сликите, ги правеа и тоаш научија техника, особено Стриком и Ристо. Тој работеше црно-бели фотографии што ги боеше и што ден денеска тие фотографии изгледаат како да се колор. Значи таа една техника му земаше доста време да избојате на фотографија, али кога ќе ја видиш фотографијата мислиш дека е колор. А е уствари таа црно-бела. Долги години го училе занаетот. Ретуширањето е една од најтешките работи. Че треба да те бива, да имаш оштро око, затоа што тие ретушираја на негативи и кога ќе го изретушираат негативот, веќе фотографијата му идаше направена, средена, без сенки, без точки. Сега веќе со дигитализацијата, секој втор има дигитален апарат, со телефоните, со мобилните телефони, сите сликат. И интересно што сите мислат дека станаа сликари ако купиле некој апарат
и дека почет. Во секој случај, многу треба човек да се испоти и за тој занает, треба да знаеш како, кога, во кое време, како светлината да ја погодиш, аголот. Татко ми доста ми кажуваше за таа проблематика. Сега е полесно, нели, со дигиталните апарати сами се мести. Порано аналогните апарати мораше сам да ги подесиш, не можеше да видиш дур него развиеш филмот, да видиш што си направил. И толку му беше изоштрен видот, што тој знаеше во само сликање дали фотографијата е во ред или не е во ред, дали треба да ја пресликат во истиот момент. Многу охриѓани доаѓале и сакале да научат да фотографираат, а паунчевци им помагале во нивната желба. Тоа време немало многу кафани во Охрид, или неколку, и луѓето се дружеле на сосема поинаков начин. Оделе така, надоќан кај татко ми, па дел од нив учеле занает. Бранко Бочев има работано во дуќанот, кој имат учено занаетот, исто покоен Владо Тунте, идеше доста надуќан, доста учеше од татко ми, сликаше исто и Владо Тунте правеше. Така, тоа се од попознатите. Мислам, јас барем што имам сознанија што сакале да учат занает, али кој што сакаше, го опитваше татко ми, па татко ми му кажваше, немаше проблем за тоа. За првата направена колор фотографија во фотостудиото Лик, Петер Паунче раскажува дека постои запис направен во присуство на сведоци. Од дуќанот по чаршија е извршено развивање на диапозитив колор филм, кај што веројатно мало и на зезање си направиле и записник, кај што присуствувале Бабачева доктор Мирјана, Арнаудов Марин, Маленко Ставре и Мишев Александар, и тие као потврдуват дека во дуќанот е направен првиот колор филм е развијан во Охрид, 68 година. Децата на браќата Паунче не го наследиле фотографскиот занает. Денис Петар признава дека можеби сгрешиле. Тие пробвеа првин по моите брачеди, тие се повозрасни од мене. Никој не сакаше да се нафатит. Веројатно, пошто цел живот сме поминале во тоа фотографија и си велиш доста е од фотографија, да и дојме друго. Меѓутоа не било така. Ево, јас и брат ми веќе почнавме да сликаме појќе од љубов према фотографијата, пошто цел живот сме растеле со тоа сме пораснали, нас ни наукев и ние имаме, значи, сите филмови од татко ми, од стрико ми ги имаме зачувано. Пробвиме да ги дигитализираме, дел од нив се дигитализирани, се трудиме фотографите да ги зачуваме. Браќата Петар и Димитар Паунче, синови на Владо Скитник, за да го зачуваат споменот на својот татко и стриковците Ристо и Александар Цанко, преку нивните фотографии досега дигитализирале над 30.000 снимки.
Тие грижливо ја чуваат и целата фотографска опрема и апарати. Петар напоменува дека за обработка чекаат уште голем број фотографии и сликани од браќата Паунџе. Голема желба на Петар и Димитар е да направат фотоизложба со која на помладите охриѓани ќе им покажат како изгледал градот пред 60 и повеќе години, а повозрасните ќе ги потсетат на Охрид од нивната младост.